за жал состојбата е иста, именно глетката на реката Вардар, најголемата река во Македонија, која што е најголемиот символ именно на нашата држава, која што ја краси истата. Во денешно време може да се види една неубава глетка, токму тој символ да се види како неубава глетка, односно Вардар е место каде што може да се види отпад од секаков вид фекали и исто така првиот впечаток кога ќе се види оваа река е дека навистина е загадена. Ние се наоѓаме во центарот на градот на Кеот, каде што навистина сите оние кои што поменуваат од тука, без разлика дали станува збор за скопјани, домашни или странски туристи, добиваат еден неубав впечаток, се разбира, но не само од овој период, именно Вардар со години е вака и состојбата се влошува од година во година. Според многу истражувања, реката е бактериолошки загадена. Ние се наоѓаме токму кај овие фамозни гали, кои што на некој начин овде служат за да се задржи целиот отпад кој што плови по реката. Верувам дека може да се забележи зад мене. Може именно кај фамозните гали се задржува целиот вид на отпад кој плови по самата река, па може овде всушност и оваа локација е најочигледна за сето на кое што го говорам. Напоменав дека е бактериолошки загадена според многу истражувања и може да се каже на некој начин дека најголемата река во Македонија, која што е најголемиот символ и е вметната во државниот и градскиот грб, е пред незината биолошка смрт. За разлика од пред 50 на години, кога скопјани доаѓале овде на градските плажи, ги поминувале сончевите летни денови, се разладувале во самата река, исто така ловеле пастрмка, но дури имало и ракчиња кои што се индикатор за чистота, односно биле индикатор дека реката е чиста. Повозрастните скопјани оваа река ја паметат така, но денешните генерации ја паметат по спротивните податоци, односно денешните генерации ќе ја паметат по самиот отпад кој што плови, по самата загаденост, по неубавата глетка и по самата лоша миризба која што може да се утврди токму поменувајќи од Кеот, односно поменувајќи покрај реката Вардар. Ние спроведовме анкета на терен, ги прашавме жителите на Скопје кој е нивниот став околу самата состојба на оваа река и дали можеби би можело да направат споредба од пред 20 на години и сега, односно дали има огромна разлика кога станува збор за глетката на најголемата река во Македонија, но воедно и за самата, односно незината сама состојба, односно тоа дека во денешно време е загадена, но како било пред 20 на години. Предлагам во продолжение да ја слушнеме спроведената анкета. Кој е вашето мислење за денешната состојба на реката Вардар? Све е загадено. Значи ништо нема чисто, дури планините се загадени. Можам да ви гарантирам, одам, планинарам, ги гледам горе, планините се катастрофа, а исто и Вардар. Да. Немаме чувство за она што е наше да го негуваме. Вардар е синоним на државата и треба да го негуваме и гледаме како наше дете или како бебе, за да израсне, да биде пловен. Ова е... Што е ова? Секој ден доаѓам да проверам дали отпатувала до Солун. Значи не е пловен, а некогаш бил пловен. Треба да се потрудиме да бидеме со екосвест, да бидеме чисти во умот. Катастрофа. Жално, градот колку толку е во Вардар, немам зборови. Мислам, толку гости, странци имат, што секој ден поминува, што се вика преку мостот. Што ќе видат? Што ќе кажат кога ќе се вратат назад? Реално се гледа дека е загадено и дека не се поддржува квалитетот на животната средина и на загадувањето. Реката како река, добра се, само луѓето не чекат. Како мислите? Па ја загадуваат. Состојбата на Вардар е катастрофална, значи јас сум ривар и знам дека е 4 или 5 степен загадена. Така да има рибари, ама многу е прљава. Значи претерано е прљава и има многу странци,
што доаѓаат и е многу нечисто. Се сеќавате еве пред 15 на години каква е била состојбата на Вардар и сега? Да, беше почиста, ама сега не. Сега и покрај Вардар одиме смрди. Се осеќа онаа смрдеја што не се диши. Знам дека чичко ми овдека факел риба и продавал за Свети Никола, значи продавало тука риби. А сега многу е загадено и многу малце рибари има.